Иако скромни во своите расположливи просторни капацитети, во кои недостасуваат неопходните технички реквизити, кикбоксерите на Гладиатор, под раководство на тренерот Шенол Асанов, ги полнат батериите со додатните физички активности. Изминатата сезона неколкумина борци се најдоа во самиот врв на ранг листата на најдобрите во градот и во таков стил се подготвуваат за престојните надпреварувања. За 2019 имаме добри резултати направени, и кол комисија на спорт и спортистна градо имаме од пионери, јуниори, кадети и сениори. На секој категорија имаме освоени по еден борец. Незгодно да ги споменуваме, бидејќи си е многу на број, тие ќе се докажат и ова година. Најнапред тебе да кажеме, вие започнавте со подготовките, кои се први ваши искушенија во оваа сезона? За оваа сезон, за 2020, првиот чекор не е со државното првенство на 23-ти у Фервер Скопје. После тоа одеме на 28-29 у Сарајево, у Балкански куп. Комисијата за спорт, овие ваши успеси, знаеше да ги вреднува и годинава, за разлика од изминатата година, кога додели котизација од 20.000 денари, годинава таа сума е значително поголема, 90.000 денари, што ќе рече малку ќе ви ублажи она финансиска болка. Баш е тоа голема благодарност и до комисијата, лани добиме, како што спомнате вие, 20.000, оваа година 90.000, скоро 50 до 60% можеме да покриеме некои турнири на ниво на Балкан. Пошто не можеме да дојдеме на светско, на европско, тие пари не може да ги остасеме за некои поединци. Еве сега еден момент кој што заслужува внимание. Знам дека одите ќе стопате на оние балкански купови широ балканските земји. Како чувството дојдете постојано, да речеме, во Подгорица, во Сараево, во Ниш, во Белград, дали сте спремни, еве и со оваа финансиска инекција, да организирате нешто такво, некој куп овде во Штип, бидејќи знаеме дека доста млади ја популаризираат оваа спортска игра, а и секако интересот кај навивачите е голем за овие спортски вештини, би рекол. Ја многу сум интересиран сум и дека шолеме на турнири меѓу Балкано и дека олам и они тражат едноставно да дојдат кај нас како гости, да бидам организатор на турнирот на Балкански, некој интернационален турнир да организирам, али да требаат и финансиски средства. Таа финансиски средства со тие 90.000 не може да покриеме Балканскиот интернационален, пошто таму е поголема бројка. Јас сум за да го организирам тоа. Јас сум многу позитивен за таа страна да организирам, за Штип и да видат како е организација, како се прават балкански купови, интернационални турнири. Можеме 500 до 800 борци да ни додат од широм на Балкан. Тука мора да споменем и Кирил Нацев, с кога заедно го оформивте во овој клуб. Дали тој често доаѓа и как си искуството, може ли да предонесе? Знаеме дека тој сега во Германија нешто околу вештините, околу тренингот. Со Кирил Нацев заедно постигнаваме го отвориме го клубот Гладиатор веќе 8 години, кога што постои клубот. За време за 8 години имаме добри резултати направени, че европски шампиони имаме, светски шампиони имаме, балкански шампиони имаме, државни прваци имаме, така да со Кирил Нацев моментално, кога што спомнате вие од Германија, они често пати доваѓа у Македонија, фактички у клубот доваѓа подсетуване, соработуваме со него, цело време сме у контакт. Останува надежта за реализација на еден голем меѓународен турнир во Штип, зашто нашите информации велат дека има расположение и има голем интерес кај пошироката спортска јавност.